се имало едно време, еден град во кој што имало една висока кула со часовник. И од оние старите часовници, знаете, со многу делчиња, прецизни, со тркалце или запчаници, со оски или колчиња, пружинки, и си работел часовникот, и луѓето многу се радувале, зашто можеле секојаш кога ќе поминат да разберат колку е часот. Ама еден ден, едно тркалце си кажало: јас сум толку важно, никој не ме забележува, затоа ќе излезам од овој часовник и ќе се тркалам само. И така направил. Часовникот продолжил да работи, меѓутоа веќе не го покажал точното време. Потоа и друга пружинка направила истото, па едно друго тркалце. И на крајот часовникот престанал да работи, а покрај него имало многу делчиња кои веќе биле само како обично железо. И кога луѓето поминувале, тажно помислувале: порано овој часовник не водеше, а сега е бескорисен. Па решиле да викнат мајстор. Дошол мајсторот и кажал: делчињата се добри, само не работат заедно. И ги ставил повторно, ги вратил во часовникот, ги подесил и часовникот почнал пак да работи правилно. И луѓето се радувале, зашто гледале точно време во градот. И црквата е како часовник во кој што делчињата се корисни само доколку работат заедно во тој часовник. Надвор од часовникот тие се како делче прецизно, убаво изработено, меѓутоа бескорисно. Не може само да работи од себе. Црквата е од Бог замислена да биде коректорот на ова општество, да работи правилно, како механизам. И не само тоа, туку црквата работи во непријателско општество, кое не сака да гледа во точното време, во вредностите што црквата ги нуди. И како таков механизам во непријателска средина има потреба од единство меѓу делчињата, меѓу органите, во тоа органско единство, за да можат да преживеат, да обстанат. Веројатно сте чули она изрека паметна: или ќе бидеме, ќе се држиме заедно, или ќе висиме поодделно. Кажена од Бенџамин Франклин, кога ја потпишале декларацијата за независност. И со тоа секако го навлекле гневот на монархијата, на кралот Џорџ. И знали дека опасно, бидејќи решиле да прогласат независност против волјата на Англија. А пак тие како потписници на таа декларација биле најзагрозени. И тогаш Бенџамин Франклин им рекол: сега да внимаваме. Или ќе се држиме сите заедно, или ако се разединиме, тогаш ќе висиме одделно, обесени на дрвјата. Истото важи и за црквата. Или ќе се држиме заедно, или сатаната еден по еден разединети ќе не голта, ќе не јаде. И затоа се моли Христос во овој последен дел од првосвештеничката молитва. Се моли за целата црква, сите оние што кои поверуваат. И како што досега видов во неколку проповеди, таа молитва од неколку така кругови, концентрична. Прво се моли за самиот себе си во првите 5 стиха, оној најмалок круг. И таму основната тема беа двата вида слава. Славата што тој се моли таа слава на крстот, да се доврши, да биде изработена, и славата што од секојаш има како Син Божи да биде јавна, видлива. И со овие два вида слава завршува таа молитва, запишнува во 17 глава. Повторно се моли. Едната слава ја дава на учениците, онаа слава што тој изработи на крстот и тие да ја живеат, и онаа слава што уште пред создавањето ја има да ја гледат учениците. Вториот дел беше за учениците, молитва, и таму основната тема беше заштита, да бидат заштитени во светот, во единство. И ова сега последен дел, основната тема, основната потреба за молитва на Христос е единство. Дури 4 пати во овие 6-7 стиха Христос се повторува фразата да бидат едно, да бидат едно, да имат единство. Да,
Слично беше темата зачувување на единството и во однос на учениците, каде што кажа, запази ги да бидат едно во Твоето име. Но овдека појасно е представено единството, основата на единството и, многу важно, суштината на единството. Многу важна тема околу која има многу контроверсии низ историјата на црквата. Како ќе го разбереме тоа единство? Што значи единството? И многу стереотипи, многу клишеа има изградено низ историјата и за жал ги поддржуваме и ние во нашиот живот. Па сме сакал да видиме кои се нештата за кои говори овдека Христос и ги има во предвид кога се моли за единството на црквата. Прво да видиме што не е или кои се тие главни стереотипи. И може би најраспространетото разбирање за единство е она што ние би можеле денес да го наречеме едноумие. Еден израз кој се расшири во времето на стариот, на претходниот систем, социјалистичкиот. Едноумие. Тоест сите треба да имаат една иста идеологија, политичка, секако, и да живеат со неа. Она што се формулира како доктрина, и дури тој термин се користеше во тој систем, доктрина на учење, на партијата, требаше сите да го прифатат и да потоа веруваат и да живеат во таа доктрина на идеологија, идеолошка доктрина. И требаше на памет да ја знаеме. На испитите по марксизам и така натаму требаше да знаеме доктрината на СФРЈ, така се викаше тоа. И имаше у школите, јас не го фатив тоа време, веќе тоа излезе од школите, меѓутоа во војска, на работа, имаше, тоа се викаше политички комесар, тоа човек кој беше задолжен да ја проценува политичко-моралната подобност на луѓето. Дали тие ја живеат, тоест веруваат во таа доктрина, идеолошка доктрина. Тоа е едно, не се дозволуваше плурализам во мислење, туку требаше да има едноумие, идеолошко едноумие. И денес не е поинаку многу во партиите, она што ќе дојде од лидерот, треба сите да го прифатат. Забрането е во партијата да се има плурализам на мислењето, има едноумие. Дури тоа излегува и надвор од партиите, во медиумите, насекаде треба да има едноумие. И тоа во црквите се гради такво едноумие, историски. Например, единство за православната црква, евхаристиско единство, ако сите веруваат, тоест ги прифаќаат каноните на црквата, учењата на отците на црквата, тоест црковното учење. И кога се збори за црковно учење, се има во предвид учењето на православната црква. Забрането е да се напуштањето на тоа црковно учење, догмите на православната црква, значи излегување од единството на православните цркви. Исто и со католичката црква, она што екс-катедра ќе дојде од папата, сите треба без сомнение, без критички, како апсолутен авторитет да го прифатат. Да има едноумие околу тие заклучоци, канони, па, нели, ако сакате, на нашки кажано протестантски катехизиси. И во протестантските цркви исто така се наметнува тој вид на едноумие, тоест имаме единство ако сме усогласени околу катехизиси, а различни се катехизисите, и нели веруваме сите, прифаќаме сите, имаме исти став за сите прашања. Првостепени, примарни, секундарни, терцијални, квартијални и така натаму. Ако нема општ став, тогаш нема единство. И тоа е едноумие. Меѓутоа проблемот е во тоа што сите тие катехизиси, сите тие канони, така натаму се изградени некако боговдахновени вистини, дури отците, светите отци на црквата, не се без спорен авторитет, зашто не се тие резултат на боговдахновение на Духот. Ке видиме ние која е основата за единството. Единственото нешто кое го има божествениот легитимитет, боговдахновеноста. Христос говори за тоа во текстот. И сите тие катехизиси
самите признаваат, зашто во ведите тоа го искажуваат се составени во определени политички, економски, социјални, духовни и така натаму контексти, за да ги задоволат потребностите во тие контексти. И тие важат за луѓето кои што живеат во тие контексти. На ниту еден од катехизисите кои што се географски национално дефинирани не пишува дека се за црквата во Скопје. Тие се национално географски одбележани. Другиот вид и на крајот на краиштата, луѓето нема да поверуваат само читање на катехизис. Ако некој поверува во Христос затоа што прочитал катехизис, јас ке се сомневам во неговата вистинска вера и спасение. Ако не си ја чита Библијата. Другиот вид така како стереотипи врзан со претходниот и е карактеристичен за и православната и католичката црква е униформираноста. Ако ние сме униформирани во литургијата, во славењето, во Господната, разбирањето на Господната вечера, во сите тие елементи, во разбирањето за организацијата на црквата, тогаш имаме единство. И така е, нели, во православната црква, кај да одиш, иконостасот е исти, распоредот на фреските, литургијата, денот, ако одиш денеска во било која православна црква, литургијата е таа иста. Таа е календарски одредена во целата година. Темата е иста, организацијата, начинот на хиерархиска поставеност имат во тој поглед целосно информираност и имат единство. Велат дека имат. Иако не сакат да се признаат како национални цркви, пол од православните цркви што постојат се непризнаени, се така наречени схизматички или неканонски, но бидејќи се униформирани, тие се во тоа литургиско единство на цркви. Исто е со католичката, тамо полесно со католичката црква поглед на таа униформираност. И ние не сме имуни на тој проблем, па се стремиме да постигнеме, велиме, ако не следиме форма од 15-16 век и така натаму, немаме единство со протестантската, со корените на реформацијата и така натаму. И сега, нели, на тоа многу се држиме, па ние, не дека и православните католици не се држиме, велиме новозаветната црква. И велиме, сега каква биде Господната црква? Ами како новозаветната црква. Ами ако сакаме дека како новозаветната црква треба да ги тргнеме овие столови, да ставиме маси, секој да си донесе од дома кој има грабче, кој има ќофтек, што има за ручек, да си седнеме на масите, да си јадеме, да си пееме, јас ќе кажам нешто, друг ќе каже нешто. Тоа е Господната црква за први век, што не сакам да кажам дека треба да биде така, тоа е културно одредено во тоа време. Треба да биде денес поинака, но суштината да остане таа на Господната црква. И третиот вид на едноумие, а тоест на вакво на единство кој така се пропагира и посебно денес е веќе тоа популарно, бидејќи живееме во идеологија на обединување или христијански кажано на екуменизам, тоа е организационото единство. Сите да припаѓаме организационо на некаква институција. Тоа и тогаш ќе имаме единство. Во православната црква го нема тоа, бидејќи секоја национална црква си е своја организирана, дури секоја епархија си е одделна, не организационно припаѓа на другите, но во католичката црква е така. Имаме организационно единство, но пак над, така да кажеме, традиционално ниво се прават обиди за организација преку Светскиот совет на црквата и таму се православната, католичката, протестантските и тоа протестантските од најконзервативни до најлиберални, дури они што не можеме никако да ги наречеме христијани, они се таму. Ама сите што се таму велат, еве имаме единство. Постигнавме единство на црквата. Зошто? Зашто сите припаѓаме на иста организација. Дури тој стереотип се наметнува и кај нас со тоа епи. Немам ништо против евангелско-протестантска иницијатива, меѓутоа тоа некако се смета и се пропагира како знак за единство. Ако сме таму, тогаш сме во единство со црквите. Тој тип на организационно единство исто така не
не е смислата или суштината за кој Христос овдека се моли. Зашто постигањето на организационно единство нема да донесе до вистинско единство. Стивен Луис Джонсон е еден така добар теолог, добар познавач на сите тие социјални, историски, филозофски, така натаму случувања, вели да се постигне единство преку организација, исто како да очекуваме сите христијани да ги погребаме во еден гроб и потоа да очекуваме, бидејќи сите се во еден гроб, сите да воскреснат еден ден. Нема тоа да се случи, бидејќи сите христијани си во еден гроб. Секој тоа теоретски го кажува, не може да се постигне. Кој е единството? Ајде да видиме, како видовме за тие стереотипи, да видиме кој е единството за кое што Христос овдека говори. Зашто се моли? За кого се моли? Кој да бидат едно? Не се молам само за нив, и тука кажува 11 ученици, за апостолите, туку за оние што преку нивните зборови ќе поверуваат во мене, за да бидат сите едно. Основата, базата, темелот за да бидеме едно или за единство е учењето на апостолите. Преку нивните зборови, велики поверуваат во мене. Зашто тоа е единствениот начин некој да дојде до Христос. Потоа суштината ќе видиме, тоа е темелот. Суштината на единството е една. Нашето единство е единство со Христос. И тука зборчето едно пак треба да го дефинираме како исто. Како што Христос вели, јас и Отецот сме едно, не како бројка, како количина, туку како суштина, како единство. И овде е употребено тоа. Сите се едно нешто. Зошто прво основно црквата, и тука се моли за црквата, Вселенската црква, е едно нешто. Бидејќи сите дошле до Христос, поверувале во Христос, само на еден начин. И нема друг начин. А тоа е апостолското учење. Евангелието. Кој апостолите прво како предание го проповедат, зашто во раната црква нема посланија, нема Евангелие. А потоа тие биват запишани во книги кои ги имаме Новиот Завет. И тоа е единствениот начин човек да дојде до Христос. Тоа она што сите нас не обединува. Евангелието, учењето на апостолите. Ако некој поверувал на друг начин, не преку Евангелието, преку Словото на Бог, како традиција, бидејќи припаѓа на некој катехизис или така натаму, тогаш не можеме да говориме за единство. Единството е темелот е апостолското учење. Ние сите се надградуваме на тоа учење. Тие се темелот, како што во Ефесијаните 2 глава апостол Павле вели. Темелот, а голниот камен Христос, темелот се апостолите со своето учење, а сите ние потоа на тој темел се надградуваме. И тоа е основата на единството уште во почетокот, кога се јавуваат првите ереси. Како што христијанство почна да се шири, прво навлегува во јудејски средини и таму започнуваат првите ереси јудејски, преку обидите Христос, учењето на апостолите, да се прилагоди некако кон законот. Некако да пасне на законот. И се појавуваат првите јудејски ереси. Потоа кога влегува во паганските земји, почнуваат паганите да го прилагодуваат кон пагански учења, се појавуваат други книги, други доктрини, кои го негираат учењето на апостолите. Павле е негиран уште во негово време, додека служи. Доаѓаат јудејски авторитети од Ерусалим и велат тој не е апостол. Неговото учење не е правилно. И тоа е тенденцијата на лажните учења со текот на времето, во целиот потоа 2, 3, 4 век. И она што црквата ја прави да биде една. И првата така да кажеме, дефиниција за црквата е една, една или иста. Едната е иста. Апостолска, католичка, тоа е светска, вселенска. Зошто е една? Иста. Зашто
почива на еден авторитет, а тоа е апостолското учење. А тоа апостолско учење малку порано, неколку часа порано пред да се моли, овдека Христос рече дека е учење негово кој преку Светиот Дух тие го добиваат. Боговдахновено учење. И нема друго боговдахновено учење, освен учењето на апостолите, на кое што Светиот Дух им го раскриваше Христовото учење, ги подсетуваше, им го објаснуваше, го продлабочуваше, им даде вдахновение да го запишат. Така да ние денес да се градиме на тоа учење. Тоа е основа, заедничката основа, темелот, преку кој сите доаѓаме, начинот преку кој сите доаѓаме до Христос. Ке поверуваат преку нивните зборови во мене. Тоа е единството. Сите ние сме поверувале во Христос преку Евангелието што апостолите, вдахновени од Светиот Дух, ни го оставија. Раната црква ја разграничува апостолската црква од останатите, така наречени цркви, зашто и тие го користат името црква. Во Рим имало неколку цркви. Една била само апостолска, другите биле гностички. Другите го негирале авторитетот на апостолската, велеле оваа црква која што е изградена, првите темели се поставени од Петар, па Павле и така натаму, е лажно, зашто ти имаат лажно Христово учење. Нам Христос ни го откри вистинското учење. Нам на гностиците. И тие пишуваат своји книги, гностички книги. Го негираат авторитетот на апостолите. И уште на почетокот дефиницијата за вистинската црква, едната црква, една, нема друга, едната, единствената црква е апостолското учење. Дали една црква се гради на апостолско учење или пак во своите темели, во своите учења ги внесува другите нехристијански, пагански учења. И во тој поглед, например, Иринеј Лионски, кој е ученик на Поликарп, кој е ученик на Јован, во книгата Adversus Heresis или Против ересите, а целото име е многу долго, да го читаме, 1 метар има назив книгата, има цитат и вели вака: црквите за апостолската црква, црквите основани во Германија, не веруваат поинаку и не учат поинаку од црквите во Шпанија и Галија на запад, од црквите во Египет и Либија на исток или од црквите во центарот на светот. И тука во предите има, нели, Македонија, тие елинистички цркви. Но исто така како што сонцето, ова Божјо создание, е исто низ целиот свет, така и проповедањето на вистината свети насекаде и ги просветлува сите луѓе кои сакаат да ја знаат. С други зборови, вели, тоа е единството на црквата. И додиш во Германија, и додиш во Антиохија, или додиш во Филипи или Солун, сите проповедаат исто учење за Христос. За разлика од неапостолските или лажните цркви, ако одиш во Рим, од црквата на Маркион, ќе чуеш едно учење за Христос и тој ќе ти каже: јас го добив вистинското учење, јас. Ако одиш пак во црквата на Валерии, ќе чуеш друго учење и тој ќе каже: не, јас го добив. Ниту Петар, ниту Маркион, туку јас го добив тајното учење. Единството уште на почетокот на црквата се градило на апостолското учење. И учениците на апостолите кои што го зачувале како предание и потоа како, нели, текст кој ние го имаме денес, боговдахновен текст. И она што сите нас не обединува во единство. Почнеме од апостолот Павле, па преку католикот Августин, не можеме поинаку да го наречеме освен католик, што е татко на западната црква. Па преку предреформаторот Виклиф, па преку лутеранот Лутер, па преку презбитеријанот Калвин, па преку баптистот Муди и така натаму, е тоа. Лутер не поверувал во аугсбургската вера, која што ја пишува Меланхтон, туку поверувал на пишувањето на Павле. Нити пак некој друг поверувал во катехизисот. Колку и тие да се умни, колку луѓе да учествувале, 100, 150, 200 луѓе, така натаму, не се боговдахновени текстови.
апостолското учење е она кое не обединува околу. Тоа го осигурува единство. Тоа е темелот на единството. Сите тие луѓе, што ги споменав, биле посветени на учењето на апостолите, кој води до спасителна вера во Христос. Преку нивните зборови ќе поверуваат во мене. И не проповедале нешто поинако од Христос. Знаете, во Ефесијаните се говори за еден дух, дека ние сите имаме еден дух, еден Господ, една вера, едно крштевање. Бидејќи сите ние од едниот дух просветлени, преку едната вера која што учењето на апостолите, сме стигнали до еден Господ и сме крстени сите во едно тело, преку духот. Тоа е единството. Еден, или исто. Имаме исти дух, исти Господ, исто учење, исто тело. Крстени во едно тело. И пак е тука зборот едно. Едно. Истиот тој збор. Едно. Нема друго тело. Павле им вели на коринтијаните кои викаат јас сум Аполосов, јас сум Кифов, јас сум Христов, јас сум кој беа сите таму. Може ли Христос да се раздели? Може ли Христос да се распрчи? И за тоа ќе кажам малку подоцна. Зашто едно е телото. Сите се вкрстени во небо, делче од Христовото тело кој се откинало, некако, раката одсечена и сега ние сме дел само од раката на тоа тело. А пак некој пак откинале нога и се дел од ногата. И таму се различно, одделено од целото тело како орган. Дел од едно тело на Господ Исус Христос. И тоа е единството. Сите поверувале во Богочовекот Христос преку апостолското учење, вдахновено од Духот, во делото на тој Богочовек, во неговата личност, кој што се принесе како помирителна жртва на крстот, за да бидеме оправдани за гревот и спасени за вечноста. Тоа е основата. Едно е учењето за вера во Христос, за спасение. И, знаете, тоа е, кога говори за единство, тоа вклучува не само за нив, туку сите кои ги поверуваат. И тука тој ги вклучува и паганите. Ги вклучува робовите. Значи, вклучува, кога кажува сите се едно, дека еден начин има за доаѓање до Христос, и тоа основата на единството, нарушувајќи или прескокнувајќи многу во тоа време непреодоливи бариери, граници. Тука се моли и говори за единство кој имаат јудеите и паганите, кои не сакат да се видат, кои се неподносливо разграничени, раскарани. Тоа значи албанци и македонци едно стануваат, колку и да не са, или може сега веќе омразата со нашата омраза кон албанци не е толку сега кон Бугарија известен. Македонци и бугари, замисли си, оние што не признаваат. Патриоти и предавници, и ВМРО-вци и СДСМ-овци, заедно, му пеат на Господ и го слават. Замислете си го, Миленко Неделковски и Фрчковски, заедно го слават Господ. Да, тоа е, дури тие споредби не се толку драстични, како што овдека Христос говори за сите, кои ќе поверуваат, ќе вклучува сите овдека. Сабајл доаѓајќи наомо, слушав службата во Софија од Блага Весков, така ми е многу блиска, многу си ја сакам. И на почетокот пасторот таму поздрави, имаше во црквата 5 иранци и неколку американци. И знаете што? Не се тепаа. Заедно го славеа Господ, иранци и американци. Што сега се убиваат, но таму во Христовото тело како христијани го слават Господ. И тоа е единство. Не си го разбираат, може би си го, англиски, стано збор за американци, зашто сите знаат англиски. Независно од сите различности, едно се. Зашто се во Христос едно.
И така, тоа е чудото. И тоа е едно за целата вечност. Знаете ли, тоа е предизвикот за црквата. Христос се моли за тоа. И понатаму ги кажеме за сигурноста. Штом Христос се моли, тоа е сигурно. Наше е дали го држиме тоа единство. Знаете, ние не можеме да го растуриме. Дури да сакаме. Таа илустрација на почетокот за часовникот, никоја илустрација не е совршена. И да напушти едно тркалце, Христовиот часовник ќе продолжи да работи, зашто Христос го држи функционален. Ќе биде загуба за тркалцата што решило да напушти. Од нас зависи дали таа реалност, ќе живееме во таа реалност, ние ќе создаваме стереотипна реалност. Нашето единство да го постигнеме. Моето единство, моето разбиране за единство. А сето тоа води до неединство, кога не е единството кое што Христос го овдека представува. И ако тоа е основата, сите ние сме дојдени во Христос, до Христос, преку едното апостолско учење. Една вера имаме. Суштината на самото единство, тоа да бидеме едно, е Светата Троица. Тоа е моделот на единството. За да бидат сите едно како што си ти, Оче, во мене, и јас во тебе, така и тие да бидат едно во нас. Едно во нас. И пак се едно. Исто. И за да разбереме зашто станува збор, треба да какво нашето единство меѓу нас, треба да го разбереме единството меѓу Христос и Отецот. И многу пати до сега говоревме, зашто многу пати Христос говореше во ова Евангелие за тоа единство. Јас и Отецот сме едно, исто. И ние многу пати кој кажеме, едно е тоа, имаме пред исто е тоа, нема разлика. Не врат шија, не, така викаме. Едно. И кога говори едно, мисли на нивната суштина. И Отецот и Синот се божество, бидејќи споделуваат една божествена природа, која дава и на Отецот и Синот исти божествени својства, божествено достоинство. Една е љубовта, една е волјата, се е едно, бидејќи има една природа. Не две исти природи, туку една природа, во која што суштествуваат. Не ја делат и да има едниот и другиот, ама да се исти како квалитет. Една е, заедничка природата на Отецот и на Синот. А таа божествена природа ги дава божествените својства, карактерот на Отецот, Синот и Светиот Дух. Затоа тие се едно, исто. Битија, личностни различни, не знаеме колку се различни, но се различни, одделни битија, но во една природа, во една усија, нели така филозофски или теолошки кажано. И сега кога се моли да бидат едно, како што ние сме едно, во нас да бидат едно, нели, има во предвид пак усијата. Ние, сите, иако сме различни индивидуи со различни способности, дарби, служби, повици и така натаму, сите ние имаме една природа која е заедничка, која споделуваме. Сите што преку апостолското учење, вдахновено од Духот, биле просветлени и дошле до Христос, го имаат Христос во себе. И Христос се вселува со својата природа, која е една. Сите ние споделуваме, како што споделуваат Отецот и Синот, една природа, така сите ние споделуваме една нова природа. Јас, ако сум во Христос, ја имам неговата природа, тоа е новото создание во мене, тоа е новиот човек, како и другите. Една природа, божествена. И таа природа е заедничка. Не е мојата поинаква од твојата, не е повеќе или помалку, не е поквалитетна или помалку квалитетна. Една иста. И пак се тука да се вратам на Коринтијаните, кога Павле им вели на Аполосовите, Кифовите, Павловите,
Може ли Христос да се раздели? Може ли ти да имаш едно делче од Христовата природа, а некој да си откине друго делче од Христовата природа? Не, една е. Не се дели. И таа една природа влегува во сите нас. И така можеме да видиме во таа една природа заеднички. Да произведуваме нешто заедничко. Како што Отецот, Синот и Светиот Дух се совршено усогласени во таа една божествена природа. Таа природа носи, бидејќи е природа, а природата во себе има карактер, својства има. Носи ист карактер, носи ист плод, носи иста манифестација. Ке кажеме тоа повеќе, појасно е представено понатаму во текстот. Јасно во нив тие се во мене, да бидат во се едно. Христос во нас. Ако сме ние во Христос, Христос е во нас. Тоа што ние сме во Христос, задолжително Христос е и во нас. Христос ќе биде во нас ако ние сме соединети со Христос. Тоа јасно се гледа во, ќе видиме понатаму во она илустрација. Тука се надоврзува Христос на таа долга беседа што имаше во горната одаја. Зашто молитвата е една природна последица на беседата. Поентите од беседата се вклучени во молитвата овдека. Како гранки на лозата. Ако гранката е на лозата, и лозата е во гранката. Зашто гранката не зима живот од другаде, туку од лозата. Животот на лозата е во гранката. Како што гранката е на лозата. Да бидат едно. И тоа единство, едно е. Едно сме на основа на темелот на учењето, кое не води до Христос. Едно е единството е на природата. Едно сме во Христос, во неговата природа во нас, која е божествена, и така ние со таа Христова божествена природа стануваме дел од Светата Троица, од природата на Светата Троица, бидејќи ја споделуваме божествената природа во нас, природата на Бог. И сето тоа е за да не доведе до единство во нашата манифестација на христијанството. Да поверува светот дека ти си ме пратил. Два пати во овој текст, како во паралелизам е дадено. Да поверува светот дека ти си ме пратил, и потоа во вториот дел, во 23 стих, да дознае светот дека ти си ме пратил. Меѓутоа, двете зборчни видиме и да поверува и да дознае, не е да задолжително да се стигне до спасение, но да има објава. Да се манифестира нашето единство во учењето, во Христос, на краја да дојде до таква манифестација што сите ќе видат, ќе дознаат, ќе поверуваат дека да, ние сме Христови. Да, ние имаме неговата природа. Да, ние го имаме неговиот живот, го имаме неговиот карактер, и имаме неговата мисија, службата на Христос. Тоа ќе поверува, ќе разбере дека ние сме Христови. Зашто во нас ќе го види Христос, како што апостолите, кога Петар и Јован, кога беа после втората проповед во храмот, уапсени, во 4 глава на Дела на апостолите, од Синедрионот, и на заштитата проповедаа, се восхитија првосвештениците, садукеите, и рекоа, зашто, нели, разбраа дека тие се Христови, биле со Христос. Едни галилејци, прости, го носи авторитетот. Како Христос, кој никаде не е учел, кој не поминал 12 години во равинско школо, кај недобрите фарисеи, знаеше повеќе, говориш со авторитет повеќе од сите нив. Така и апостолите. Зошто? Зашто стана јасно дека се Христови. Дека се од оној што е пратен од Отецот. Ова е одек, нели, оваа фраза, ке се навратиме, јасно во нив, тие се во мене, за да стигнеме до поентата за тоа единство, кое е веќе функционално единство. Ако првото беше единство во учењето,
суштинско во природата, сега имаме функционално единство. Бидејќи и тука е таа алегорија со лозата и прачките. Лозата и прачките се во единство. Животот на лозата е во прачката. Животот на прачката е во лозата. Зашто лозата го дава својот прикачена или на лозата гранката добива живот, добива храна од самата лоза. И плодот што го дава е плодот на лозата. Не може една гранка на лозата да даде грозје, другата круша. Едноставно не може, зашто природата на лозата е да роди грозје. Тоа е тоа единство за кое што овдека Христос го. Ние ако сме гранки на лозата Христос, и ако лозарот, оно што обработува, е нашиот Отец, ние ќе раѓаме исти плод. Единство во плодот. И тука Христос не случи, ќе раѓаме љубов. Со тоа ќе заврши на краја, тоа е последниот дел. Мојата љубов да биде во нив. Тоа е последното. Плод. А суштината на тој плод кој? И тука Христос го додава славата. Славата што си ми ја дал, ни ми ја дадов, за да бидат едно како што сме ние. Славата. И тоа не наврки, а на крајот пак ќе заврши, сакам да бидат со мене, онома каде што сум јас, да ја гледат славата што ти си ме дал уште пред создавањето на светот. Сеќавате, ова просвештеничка молитва почна со двата вида слава. Прво тој се моли за таа слава што треба да изработи на крстот како син Месија за спасение на човештвото. А во последниот стих 5 се моли за славата што има уште пред создавањето на светот. Оваа слава ни е дадена, а на крајот, во последниот стих, тоест малку понатаму, тој вели да ја гледат славата што има уште пред создавањето на светот. Славата за која што овдека се говори, кога говорих дека ни е дадена, и тоа е пак основата на единството, е службата на Христос. Нашата природа, која е Христова, води до живот кој е Христов. Природата, ако ја имаме навистина, и ако имаме разбиране за таа природа, тоа е един. Сите ние ќе се стремиме, знаете кон што? Да живееме како Христос, што живееше. Христовиот живот, знаеш како беше? Не да се докажува, туку да служи. И да си го даде животот. Што е вистинската љубов? Вели Јован, истото Јован, неговото послание. Ми да го даде животот за својот брат, како што Христос го даде животот. Тоа е славата за која Христос овдека говори и ни ја дава. Таа слава ни ја дава. И тоа е голема слава. Да го живееш Христовиот живот. Да служиш, да слугуваш. Тоа е сведоштвото за овој свет. Како што беа едно со Отецот во таа слава, Отецот го прати Синот и се моли Синот на почетокот кон Отецот таму на крстот да се изработи таа слава за спасение. Вели, вам ви ја дадов, да се види дека сте едно со мене. Дека и вие го живеете тој живот. Вие се стремите кон таков вид слава. Зашто славата на светот е да се докажеме пред другите. Да аргументираме и на крајот да победиме во аргументацијата и да велиме, еве, ние сме во право. Славата на светот е да ги згазиме, да ги починиме. Славата на Христос се даде себе си за другите. Се даде, за непријателите се даде. Се даде за оние кои што беа во војна, во бунт против него. Тоа е големиот слуга. Сите ја знаеме она химна од Филипјаните, 2 глава, кој говори, нели, Павле таму за Христовото унизување, тоа е оној кој што беше по Божјото обличе, не го сметаше, нели, за нешто, туку зеде облик или обличе на човек, и не само тоа, туку и слуга, и на крајот на крстот одиде како престапник, но за да дојде потоа и неговото повторно воздигање. Меѓутоа, обраќаме ли внимание зошто е напишано тоа таму, во ова послание? Зошто Павле овдека го вклучува тој текст? Пред да го каже тоа, Павле вели, имајте ги истите мисли што ги имаше Христос, истиот ум, истото размислување.
И пред да го каже тоа, им вели, гледајте на другиот како на поголем од себе си. И потоа, откако им ги давате инструкции, го кажува размислувањето. Тој, иако е Бог, се смири, се понизи и се го даде животот за нас. И потоа пак се врати таа слава. Зошто требаше Павле да им каже, имајте го исто размислување како него? Зошто треба да им каже, сметај го другиот за поголем од себе си? Зашто че гледаме во целата книга, под третата глава, дека има конфликти во црквата. Кавги има во црквата. Докажувања кој е поголем. Имало две жени, Еводија и Синтихија. Еводија сакала се, малку како виц, црквата да биде сварбана во зелено, Синтихија, не знам дали видели доктринални спорови, и се жени, може би, боете или килимот во црквата, не знаеш што. И потоа црквата се разделила. И половината е сварбале жолто, половината зелено. И едните што сакале жолта боја седеле на таа страна, другите на другата страна. И не сакале да се имат, биле разделени. И Павле им вели, вие треба да ги имате мислите, ако имате природата на Христос, ако сте во него и тој во вас, вие ќе ги имате мислите и ќе гледате на другиот како поголем од себе си, а не да се докажувате кој е поголем. Знаете ли, тешко е да има неединство, ако секој гледа како поголем на другиот. Тешко тогаш да има неединство. Да, зашто нема да држиме на своето. Тоа е проблемот на неединството, обично. И тоа е вистинското сведоштво пред светот во еден таков разединет свет во кој живееме, поделен на секоја основа. Значи, ако тоа нема, пак, овие, нели, што ги кажа зборчињето, објава и така натаму, нема тоа да донесе спасение. Тоа што ние сите сме решиле да живееме така. Словото тоа што спасува. Меѓутоа е сведоштво дека навистина сме негови. Ке не познаат. Може на тоа да реагираат со омрза, но за некој може да биде арома за спасение, за некој арома за смрт. Меѓутоа тоа е сведоштво за реалноста на нашето спасение, сведоштво за реалноста на Христовата божественост и спасителна моќ. Ја потврдуваат вистината која проповедаме. Не ја сака светот таа вистина. Светот копне по единство. Не дека не сака единство. Меѓутоа живе во темнина. И се пишува песни. Она, знаете, на Џон Ленон од 70-тите или 80-тите години, Imagine. Знаете што пишува? Замислете си свет без рај и пекол. Свет без држава. Свет без, што беше таму, религија. Да, го има и тоа, нели? Свет без религија. Замислете си таков свет и завршува. Тоа е единство. Тоа е единство. Не. Тоа е свет на луѓе со празни глави. Зашто не може, само ако има празни глави, тогаш нема да ги има сите тие работи што овдека се напише. Но овој свет Бог не создал со глави кои се полнети со содржина. Или содржината на сатаната, или Божјата содржина. Но содржината на сатаната води до раздор. Не може никако во светот сатаната не е, зашто тоа не е и суштината на сатаната да води кон единство. За разлика од тоа, суштината на Христос е единство, обединување. Сатаната живее во раздор, во конфликт. Светата Троица живее во мир, во единство. И тоа е суштината која може да носи мир, да обединува. Пак ќе го спомнам, Џонсон дава илустрација со кружница и периферија. Има века две точки. Представете си од спротивните страни. И колку повеќе се доближуваат до центарот, ти повеќе се доближуваат и до себе си, еден со друг. Ако центарот е Христос, колку повеќе се доближуваме до Христос, толку еден со друг се доближуваме повеќе. Во Христос се наоѓа единството, не во теории. Во Христос се наоѓа единството. Ако живееме во него. Колку повеќе го истражуваме Словото, го проучуваме Словото, се насладуваме на Словото, колку повеќе живееме во Словото,
преку Светиот Дух во верата. Толку повеќе, тоа е единство. Во верата во Словото, во Христос, во суштината, толку повеќе Христос ќе се вселува во нас. Толку повеќе неговиот живот ќе се покажува. Толку повеќе сакаме да слугуваме како него, да служиме. Колку повеќе го познаваме писмото, бидејќи Христос е писмото, толку повеќе го познаваме него. И толку повеќе ќе се приближуваме едни со други, бидејќи стануваме послични едни на други, бидејќи стануваме слични на Христос. И на крајот, она што е тема на проповедта, тестаментот, неговата волја. Во таа молитва на крајот завршува со неговиот тестамент за црквата, пред да си отиде од земјата. Зашто тоа е зборот сакам. Не обичен збор. Зборот е тело од телео, од волја. Тестамент значи волја, да изразиш волја. Тоа е основата на зборот. Мојата волја е, вели Оче. Оние што се ми ги дал да бидат со мене, тамо каде што сум јас. Тоа е како мојот завет за нив. Но копнеш е зборот. Силна желба. Мојата волја. Тоа е Христовата волја. А Христовата волја не е поинаку од волјата на Отецот. Тоа е нивната волја. Тие зборчиња силни се употребуваат, например, кога доаѓа лепрозниот и му вели, ако сакаш, ако е твојата волја, и тука пак зборот тело, може да ме очистиш. И Христос вели, да, сакам, пак зборот тело. Да, тоа е мојата волја. И го очистува. Тоа е решителноста на Бог да се случи нешто. Не сакање, зашто ти можеш да сакаш нешто, ама го сакаш само така. Имам многу работи, сакаш, ама никој пат не си ги направил. Колку работи, јас имам планови во мојот живот. Со красивки се седнам и се ова сакам, ова сакам, ова сакам. Еден голем список на работи што сакам. А од тоа 1% нема да го направам. Кога Христос вели сакам, тоа е мојата волја, тоа се извршува. Тоа е тестаментот за нас. А неговиот тестамент е да бидат со мене. И тука зборчето да бидат не е едноставно да бидат туку во близен, покрај мене, заедно со мене, да се една многу блиско општење, многу блиска заедница, еден со друг. И од тука натаму, оние зборчиња што ние, нели, честопати, колку ли пати до сега ги сретнавме во оваа Евангелија, умилените на Јован, познавање или позна, тоа е гиноско во смисла на близина. Многу блиско заедништво, многу блиско општење, како што имаат мажот и жената. Најблиското можно општење, најблиската можна заедница. Тамо сакам да бидат со мене, да имаат таа. Зошто? Зашто светот не те позна. Светот нема заедница, нема општење со тебе. Јас имам општење блиско со тебе. И овие влегоа, ги воведо во тоа општење, бидејќи осознаа, спознаа, не само како учење, туку го искусија тоа, дека јас сум од тебе испратениот Месија. Зошто? И тука пак сега зборчината објавив и известам, тие се две различни во нашиот превод, меѓутоа во оригиналот исти зборчиња, кои повторно се од основата или коренот на гносис. Тоест, јас им го направив тоа да им биде познато, да го искусат. И го известив тоа. Пак е зборч не теоретско, туку живо познавање. Експериментално познавање. Искуство. Им објавив живот. Со други зборови, бидејќи ние имаме блиско општење, јас тоа општење им го донесов. Јас им го донесов општењето што го имам со тебе до нив. И тие да го имат. Јас го донесов Отецот, за да ги доведам во општење. Тоа е значењето објавив и со други зборови го направив тоа да биде нивен живот. Да имаат заедница со Отецот. Како што ние имаме еден со друг, така и тие да имаат со нас. Ние сме во делото на Христос.
предвидена или волјата е, ај така да се изразам, многу повисоко тоа на во Еденската градина. Зашто овдека идејата е во внатрешниот живот на Светата Троица да влеземе. Тамо каде што има совршено општење, совршена љубов, совршена хармонија. Не дека на Бог му требало. Бог е апсолутно седоволен. По благодат. И ние да се насладиме на такво општење. Заедно со него. Не, такво близко општење. И таму вели да ја гледат славата што има во тебе, уште светот пред да настане. И да тоа е вториот вид слава. Ако прво се молеше, ние дава славата, за да бидеме едно со него, сега овдека, зашто таа слава не може да ни ја даде, таа е негова божествена слава, ни дозволува да ја гледаме. Да ја гледаме целата вечност, да се насладуваме. Тоа е славата која што е дадена уште пред да биде создаден светот. И ние да сме таму. Таа совршена љубовта. Љубовта која ме возлюбити да биде во нас и јас во нив. И знаете, тоа е добрата вест. Дека ја вклучува таа љубов, љубовта меѓу Отецот и Синот, како основа за извршување на таа волја. Тоа е представено како волја. Волјата на Отецот не е поинаква од волјата на Синот и обратно. Тие имаат една волја. Едно се во волјата. И кога Отецот говори за својата, израза и волјата на Отецот. А таа волја е базирана на љубовта. И дури вклучува Оче праведен во молитвата. Уникатно обраќање на Христос кон Отец. За да потенцира дека таа молитва се базира на праведноста или на верноста, на вистинитоста на Бог. Ако тоа е Божјата волја, Бог не лаже. Бог не манипулира. Што ме тоа неговата волја, бидејќи е праведен, таа ќе биде извршена. Тоест, оно за што се моли Христос на крајот на краиштата, да бидеме таму, во таа слава и да се насладуваме, е завршен чин. Готово, завршено е, како што рече на крстот. Гаранцијата е неговата волја, неговата љубов, со која е возлюбен, со која е во Светата Троица, гаранцијата е праведноста на Бог. Затоа тој, нели, Оче праведен. И тоа ќе биде славен ден. Славен ден, славна вечност, да живееме во славата на Бог. Муди, тој има многу анекдоти во животот, кажано, шеговити. Едно од нив вели, кога еден ден ќе заминам на небото, ќе седнам пред нозете на Христос и ќе го гледам. И ќе го гледам. Се таму нема време, нема година, ама е антропоморфички кажано, и ќе го гледам 1000 години. После уште 1000, пушта 10.000 години. И после многу 1000 години ќе кажам, а Петар кај? Или тоа е Павле кај? Знаете, ние многу пати велиме, кога ќе одам таму на небото, ќе го прашам Павле за нешто. Точно. И тоа обично во контекст на нашите спорови. Зашто и на небото јас ќе чувствувам потреба да се докажам дека јас правилно сум го разбрал Павле. Не, кога ќе отидеме таму, толку ќе бидеме восхитени од славата на Христос, што нема да ни текне од тие спорови овдека. Нема да ни значат ништо, што рекол Калвин или Лутер или Павле, зашто сите ќе бидеме опијанети. Во позитивно смисло, не. Тоа е пак антропоморфизам од славата на Христос. Знаете, ние многу сме тука, пак ќе кажем, ќе се вратам на тоа, зашто со љубовта завршуваме. Теологијата, да, треба теологија. Не сум против. За спасение треба теологија. Се е теологија. Теологија е самото Евангелие, самата добра вест дека спасението е во Христос, теологија. Тоа значи зборови на Бог, учење за Бог, Божјото Слово. Библијата е теологија. Меѓутоа, секој наше познавање треба да е подредено на божествената љубов. Самата теологија како теологија нема да не издигне до Божјото срце. Се дека таа не најде израз во таа љубов, Божја љубов што има во Христос. И токму, нели, за тоа се моли. Љубовта за која ме возлюбите да биде во нив и јас во нив.
И тоа е единствениот начин, пак, за да биде изразена Христос во нас, неговата природа во нас. Тоа е суштината на единството и тоа е основата на нашата функционалност, функционално единство, живот, плодот, љубов, кој што не води, тој е плод до она служба што Христос имаше. И тоа е сведоштвото за светот. Знаете, поделен сам против себе, и Христос вели, светот е таков, не обстојува, затоа светот постојано гние, се распаѓа. Зашто и Христос вели дека е поделен сам против себе, свртен е против себе. Таков е тој Господар во светот. И се надевам и мислам дека потајно светот сака да гледа единство. И му недостига тоа единство што го има во црквата. И затоа нашето единство во Христос, Христовиот живот, единство во животот на Христос е сведоштво за овој свет. Светот не сака и воопшто никој, ние како луѓе, немаме потреба, а посебно ако сме во Христос, да живееме во средини кои се разединети. Има цркви, и ние не сме исклучок, кои задолжително има некои, кои се како инквизиторите, тоест идеолошки политички комесари, како во времето на социализмот, кои што се задолжени да ја проверат политичко, тоест духовната, идеолошка подобност на луѓето. Колку е подобен на моето убедување. И ако не е подобен, почнува тој процес на инквизиција, распити и убедување, додека не биде доведен. Тоа е еден теолошки притисок. Јас сум слушнал за луѓе кои доаѓале овдека и не се меѓу нас, во други цркви се токму поради тој притисок што бил правен. Систематски. Како еден теолошки притисок, ти мора да го прифатиш тоа. Иако не е дел од таа суштина на единство. Светот не сака тоа да го гледа. Зашто доволно има во светот и политички префокувања и секакви други спортски, сега фудбалот едни за едни, други против други. Војни, национални. Со тоа почнуваат вестите, со конфликти завршуваат, полни се. Во Христос има единство. И на крајот ќе завршам со изјавата на Христос. Не се молам само за нив, туку и за оние што преку нивните зборови ќе поверуваат во мене. И тука пак најважното прашање, не знам дали се однесува за нас, но може би некој ќе слуша и се однесува за него. Прашањето е дали си поверувал преку зборовите на апостолите, преку Словото. Зашто од тоа зависи и одговорот. Каде? На прашањето каде ќе поминеш вечноста. Дали ќе бидеш во славата на Светата Троица, во Божествената, која целата вечност е на располагање на тие кои преку Христовите зборови кажани од апостолите ќе поверуваат. Тој ги прима сите што доаѓаат. А потоа, оние што дошле, треба да живеат во единство и љубов еден со друг. Нека Бог на вистина ни помогне овие зборови да бидат реалност, вистина, која живе во нас и не преобразува според неговата природа. Па да завршиме на крајот со молитва. Небесен Татко, ние ти благодариме што ти не откупи во Христос и не го даде учењето на апостолите. Не го сокри од нас. Ти не си некој гностички, таинствен Бог, кој што избираш кому да му откриеш, кому да се скриеш. Но не, ти си Бог кој што се откриваш преку Словото и ни го правиш јасно сето тоа. И оваа молитва, Господи, ти си ни ја дал како благодат, како едно средство да те познаваме повторно Тебе повеќе. И познавајќи те Тебе, ние да се преобразуваме. Да живееме во вистинското единство кој ти го имаш за нас. Ти благодараме што ни даде сигурен живот во овој тежок свет на конфликти, на неединство. Ни даде сигурност во една славна и вечна иднина. И ние ти благодариме за тоа. Ти благодариме за се што имаме во Христос. И јас се молам, Господи, повторно, осветли го Твоето лице над нас. И денеска, и на оваа служба. И овие зборови да станат живот преку Светиот Дух.
Дај ни, Господи, мир, дај ни љубов, дај ни посветеност. Во името на Христос се молиме за тоа.